Овој закон го предлагаме по скратена постапка затоа што не е обемен и не е сложен и е една во низа од измените кои ги предлагаме како претеничка група во нашиот мандат кои се однесуваат на работничките права и на работничкото движење, работничкото живење воопшто. Овој конкретен закон е во форма како што беше доставен до пратениците од страна на синдикатите и веќе некое време тој предлог закон се игнорира и сметам дека е сега конечно време тој предлог закон да се најде пред собранието и да биде усвоен меѓу другото. Левица нема да прекине да ги предлага овие закони кои се однесуваат на работничките односи и на работничките права во Република Македонија, затоа што, како што предупредувавме во услови на десничарска влада, имаме рекордно ниво на борба на властите против синдикалното организирање и работничките права воопшто. Десничарската влада ќе продолжи како што таа го конципира владењето во Република Македонија. За жал гледаме дека нема никаков прогрес, туку напротив регрес и дека работниците сега се оставени како последен приоритет за владата која има само цел да ги нахрани своите бизнис партнери и приватниот сектор. Од ковид кризата навак во Република Македонија има страшна тенденција, а тоа е дека секоја криза се зима како прилика за зголемување на профитот. За време на енергетската криза политичари отвараа фирми за струја. За време на кризата со Украина, кога отидоа цените нагоре, видовме дека во Република Македонија некои луѓе пробаа буквално да направат воено профитерство од новонастанатите прилики, иако ограничување на нивниот профит и прераспределбата на профитот во тие кризни моменти ќе беше правилниот начин, но нашите влади се фридманистички и секоја прилика за шок доктрина да спроведат во општеството ја преземаат. Ова е тенденцијата која резултира со жива беда на живењето на граѓаните во Република Македонија. Ние сме на ниво по сите метрики, тоест вие не имате донесено на ниво на микродржава според економските параметри. Во иста категорија сме со сета почит кон Молдавија, но со Молдавија која ја има Транснистрија, тоест Придестровје во нивниот внатрешен политички контекст, нешто многу поозбилно од било што Македонија се соочува. Но ние сме по сите параметри на дното на живењето. Но сакам да ме потсетам дека метриките не се баш напротив, субјективното чувство е дека како да сме на дното, затоа што живењето во Македонија е се победно. И баш кога на сите тие метрики европски сме на дното, иронични и загрижувачки се изјавите на гувернерот на Народната банка, кој вие го избравте овде пред недела и пол дена од неговото гостување во медиумите од вчера, каде што вели во Македонија имало поголема куповна моќ од десетици европски држави. Тоа е срам и беда, затоа што во таа логика веруваат само десничарите кои имаат фирми и интерес за профит од економското живење во Република Македонија. Тоа се изјави кои можеби вие и верувате во тие изјави, затоа што тоа се изјави кои едноставно одговараат на приликите на отугената елита која владее со Република Македонија. Нашиот работник, меѓу друго, додека вие му презентирате метрики најдобри во Европа, нашиот работник утре да има прилики би заминал од Македонија за било која од тие 10 европски земји кои Трајко Слајовски ги набројува дека имаме подобра куповна моќ од нив. Вели еспресо било 50 денари у Скопје. Сигурно еспресо 50 денари у Скопје. И башка гувернер да ми збори за колку еспресо, тоа е едноставно резултат на тоа што вие го изгласавте, почитувани десничари. Ние се чувствуваме како цел свет да се движи напред, а ние да сме заглавени во место. Значи, ако ги земеме следните прилики, толку многу ги толчите работниците, толку многу работат за ужасни плати и во ужасни услови, плюс ако им го земеме екзистенцијалниот контекст, дека се кредито неспособни, дека имаат ужасно здравство за кое треба да чуваат екстра пари. Ова треба да биде рај за инвеститорите, почитувани инвеститори. Значи, вие имате рај за инвеститорите кога се однесуваат на работнички права. Ама истовремено, каде е проблемот? Што сме најкорумпирани,
Значи имате рај со работнички пекол за инвеститори, ама нема инвестиции како што треба, затоа што корупцијата е на рекордно ниво. Еве ви уште една метрика од Европа. Шампиони во корупција, број 1 пренесете му на гувернерот. Значи, во тие услови, каде што имаме ужасни работнички права и каде што корупцијата владее со нас, знаете зошто се движи, а ние не? Затоа што во Македонија постои само правилото на ентропијата. Само исчезнуваат молекулите на работите и се дешава деградација. Затоа што вашата корупција е толку силна, што било какво поместување од точката нулта тоа го анулира, а тоа е всушност ненаситноста на политичко-економската елита во Република Македонија, која се акумулира со годините. И затоа сте, а вие сте економски либерали, и сте лоши либерали всушност, затоа што единственото правило кое владее со вас е железното правило на олигархијата. Тоа е античка тенденција на организирањето и на групирањето во политички касти кои го штитат само својот интерес. Вие не одговарате на времето во кое постоите. Ама сепак покрај античката тенденција за владење, користите либерални, модерни методи за супресија и за авторитарност. Затоа ќе се навратиме на тоа што го зборувавме пред некоја седмица, а тоа е страшната тенденција за разбивање на синдикатите која го покажа оваа влада. И тоа точно по книга според следните чекори. Прво имавте карактер на дискредитација, јавно ги обвинувате синдикатите дека се корумпирани, дека се вакви, дека се такви, дека лошо управувале. После карактерната дискредитација имаше дека се политички мотивирани, дека се управувани од опозицијата, дека се управувани од политички мотиви, а не од мотиви за работничко организирање. Па имате создавање слика дека се елитисти отуѓени од народот, не можеле да зборат у името на работниците, не баре вие можете да зборите покрај синдикалните представници. Потоа имавте клеветнички кампањи во медиумите, им извртувавте изјави за дополнителна дискредитација. Па имавте наводни внатрешни спорови преку вашите медиуми се посочуваа во синдикатите за да се создаде чувство на фракционерство. Минатата седмица или една пред тоа влеговме во новата фаза, а тоа е фазата на создавање и окрупнување и ојакнување на алтернативни синдикати кои одговараат на интересите на владата. По оваа фаза, памтете ми го зборот, следат други фази, а тоа е правно малтретирање, најверојатно, потоа заплашување и ограничување на правото на пристап во синдикатите кои вие не ги фаворизирате и така натаму. Така да, од сето ова може да се заклучи дека и кога сте на позиција на власт, не можете, а да не им бидете опозиција на синдикатите. Значи, тоа е некоја природна тенденција против синдикалното организирање, затоа што нормално, кога ги представуваш спротивните интереси, а тоа се интересите на работодавците, нормално е. Затоа во Македонија моментално во трипартитниот диалог учествуваат две страни на работодавците и една страна на работниците која пробувате да ја закитите. И круната на целиот овој процес, каде што неките да ги зголемите платите, а го правите се во ова, е круната од 7 милиарди евра задолжување. 7 милиарди евра задолжување во првата година. Прво, да се покрие неспособноста на ветувањата кои ги имавте, затоа што вие пробувате да комуницирате со обичниот народ пред избори дека ќе го подобрите нивното живење и потоа буџетите ви излегуваат скроени од стопанските комори. Купувате социјален мир. Во изборна година сме и се задолжувате само за да ги амортизирате резултатите од изборите, кои следат сега во есента, и на крај најважното кој никој не го зборува, да се засити или да се обиде да се засити ненаситноста, која е всушност главната одлика. Затоа што се додека профитот расте во Македонија, непрекинато екзистенцијалниот мир на народот се одзима, а властите одбиваат да ги зголемат платите на работниците. Затоа со овој предлог закон предвидуваме од 1 јули 2025 година минималната плата во Република Македонија да биде 30.000 денари. И овој закон кој го предлагаме е целосно по моделот кој беше предложен од синдикатите и сметам дека посебно
после частењето со задолжувањето, ајде малце и за работниците.